Означен стартот на почетниот чекор кон реализација на уште еден голем капитален проект за развојот на истокот и североистокот, а тоа е изградба на ски центар Царев врв. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски при денешната посета на Центарот за развој на Источноплански регион во Штип истакна дека денеска го достави известувањето за користење на средства од програмата за рурален развој за 2023 година. Во срцето на Осоговските планини на надморска височина од 2085 метри, токму на Царев врв, ќе се гради модерен ски центар, кој што очекуваме да биде еден и од најголемите и најдобрите на Балканот. За реализација на истиот, претходно е подготвена предфизибилити студија, која што беше представена пред градоначалниците од претходниот, од овој состав. Интензивни разговори се водат во тој дел. И оваа предфизибилити студија предвидува ски центар со изградба на 59 ски стази во должина од 59 км, обслужувани од 9 жичари и 3 ски лифтови, сместувачки капацитети од 5600 кревети, како и придружни објекти со вкупна површина од 8000 метри квадратни. Овој значаен проект отвора нова шанса за развој на целиот овој регион. Николовски посочи дека на негова иницијатива уште со буџетот од 2021 година обезбедени биле 20 милиони динари за Центарот за развој на Источноплански регион, наменети за подготовка на планска документација. Но како што додаде, таа година поради енергетската криза овие средства беа пренаменети во фондот за спроведување на владините мерки за поддршка на граѓаните и компаниите во услови на енергетска криза. Активностите тука не застанаа. Нашата желба и посветеност, како што кажав, на целата оваа екипа за развој на овој проект продолжи понатаму, на заедничка иницијатива на Министерството за земјоделство овој пат и центрите за развој на источниот и на североисточниот плански регион, заедно со општините Македонска Каменица, Кочани, Крива Паланка, Пролив, Штип и Кратово, во месец јуни 2023 година во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство подпишаа меморандум за соработка со цел Министерството активно да се вклучи позади целокупниот овој проект. И токму како резултат на тој меморандум се промени програмата за рурален развој, каде што овој проект со име и презиме е предвиден. Николовски при денешната посета на Штип рече дека е завршен проект за изградба на локален пат за поврзување на неколку карбински села. Потоа проектот за изградба на дел од локалниот пат од село Шашаварлија до село Кошево, изградба на улица во село Караорман, како и проектот за изградба на пристапен пат од село Оризари до манастирот Пресвета Богородица. Додаде дека е завршен и проектот за изградба на локален пат во селото Љуботен, општина Штип.